најава за денешните настани. Македонија има потенцијал да развива сина економија, потребна е поддршка и знаење. Најмалите прличевци испратија екопорака, не сакаат цивило и бетон. Меѓународната компанија Слайс го зголемува својот тим во Охрид. Демократско учество на младите во креирање можности и политики за вработување. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топ, бе измерени максимални 19 степени Целзиусови. Попладне и вечерта зголемување на облачноста која ќе донесе умерено облачно време. Во сабота на најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето облачно со пообилни врнежи од дожд кои се очекуваат и над британските острови и на југ од Скандинавија. Во останатите делови од стариот континент стабилно време со зголемена облачност и посвежо со пат на температурите. Утре на Балканот времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Стабилно време со сончеви периоди локално во северните, источните и јужните делови, максималните дневни температури од 10 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во сабота времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ќе биде ветровито и посвежо, а вечерта и во текот на ноќта кон недела нестабилно со врнежи од дожд. Минималните температури од 5 до 12, максималните дневни од 14 до 21 степен Целзиусов. Во Охрид во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди, во текот на ноќта кон недела обилни врнежи од дожд. Минималната 10, максималната дневна температура 17 степени Целзиусов. Во недела веќе облачно време со врнежи од дожд и посвежо со температура од само 13 степени. Локално се очекува да наборнат и до 25 литри на метар квадратен. Во понеделник веќе претежно сончево со локална облачност, минималната 5, дневната 15. Во вторник свежо утро. Во текот на денот времето сончево и топло во Охрид. Максималната дневна температура 16 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Македонија ќе развива сина економија. Има добри идеи, но недостасува поддршка и знаење, сметаат од Prime Blue институтот. Целта е да се стимулира економскиот развој околу водите, но приоритет да биде заштитата. Од Министерството за животна средина најавуваат зголемување на бројот на мерни станици за поефикасен мониторинг на квалитетот на водите и воздухот, но и јакнење на капацитетите на инспекциските служби. Во земјава ќе се развива сина економија. Има добри идеи, но недостасува поддршка и знаење, сметаат од Prime Blue институтот. Концептот на сината економија е дел од зелената агенда, опфаќа одржлив туризам, одржливо земјоделие и индустрија, при што посебен акцент се става на заштитата на водите. Целта е да се стимулира економскиот развој околу водите, но приоритет да биде заштитата. Овој концепт подразбира формирање на кластер преку вмрежување на бизнис секторот и научната фела во насока на севкупно решавање на проблемите со загадувањето на Охридското езеро, колекторскиот систем, цврстиот отпад, квалитетот на подземните води. Целта на нашиот институт, меѓу другото, ќе биде поддршка на мали и средни предпријатија, вклучително и на стартапи, со цел да се развиваат решенија кои што ќе ги решаваат еколошките проблеми на водите во нашава земја, а воедно ќе развиваат и продукти кои што ќе бидат глобално репликативни. Од Министерството за животна средина најавуваат зголемување на бројот на мерни станици за поефикасен мониторинг на квалитетот на водите, но и јакнење на капацитетите на инспекциските служби. Ги обрзавме општините, во секоја општина да има барем по еден инспектор, но тоа не е доволно со оглед на тоа што сите сме свесни дека имаме проблеми во животната средина, за да ги спроведуваме законските решенија што ги носиме и мора да имаме човечки ресурси кои ќе работат на таа проблематика и на локално ниво. Европската унија дава поддршка за иницијативата за сина економија во земјава. Има добри идеи, а ние сме подготвени да дадеме поддршка и знаење. Ги поддржуваме овие иницијативи, особено овде во Охрид. Сината економија е еден од најважните сектори и затоа е од огромно значење за овој регион, но и општо за глобалниот развој. Кон крајот на ноември официјално ќе биде отворен првиот институт за сина економија во земјава. Во февруари 2023 година изминува дополнителниот рок кој го добија Македонија и Охрид за спроведување на препораките од реактивните мониторинг мисии на УНЕСКО од 2017 и 2020 година. Најновото издание на емисијата Прашалник е токму на тема исполнување на препораките на УНЕСКО, а во неа гостуваат Никола Киселинов, председател на Туристичката асоциација Билјана, Сашо Кировски, археолог, Мартин Ѓоргиевски од Еколошкото друштво Грашница и Вик Какароцки, граѓански активист. ТВМ упати навремено покана и до општина Охрид во интерес на транспарентно информирање на јавноста за оваа тема, но оттаму не испратија свој представник. Според одговорот кој го добивме од општината, буквално сите лица кои што би можеле да дебатираат на оваа тема имале претходно закажана агенда. Долга и итна е листата задачи што властите на централно и локално ниво требаше сериозно да се зафатат да ги исполнуваат со конкретни активности, содржани во акциски план со конкретни рокови. Екологистите и активистите едногласни дека на терен од исполнување на препораките е направено едно ништо. Не направивме ништо, наискрено речено. Ама дојдено е време да се преиспитаме дали во добра насока се движи развојот на градот Охрид. И што понатака. Значи, дојдено е, чашата е веќе до максимум наполнета, балонот е до максимум наполнат, дојдено е веќе 5 до 12 е поминато времето. Сериозна урбана мафија влада тука, да бидам искрен, тоа се мегаломански апетити на одредени луѓе и да бидам искрен, градот Охрид, како светско наследство и Република Македонија, има интензивно проблем само од неколку луѓе, од неколку индивидуи кои не знаат да застанат. Кој ја урбанизира средина во Охридска? Дали комуналец, дали водовод? Кој?
Значи, локалната самоуправа, секторот за урбанизам. И они даваат одговор сега кој е виновен. Секторот за урбанизам. И понатака предвидуваат и мерки. Министерството за транспорт. Значи, на локално ниво Советов ги донесува деталните урбанистички планови и изработени од дозволата, значи втора институција која што е задолжена да го штити културното и природното наследство во градов Охрид е институцијата Завод и музеј. Не може нешто на што ни давало 2-6 милиони години живот. Ние поради неколку индивидуалци, пак ќе повторам, со мегаломански мисли за нивен приход, ние да го уништиме изворот на животот. Значи, општината има голем проблем. Проблемот е менаџирањето на општината. Општината нема одржливост. И врапчињата знаат дека во Охрид институциите функционираат на принципот на подмачкување. Поготово секторот за урбанизам. Додека ние не го надминиме тој комплекс, ние нема да можеме да одиме напред. Истото се случува и со институцијата Завод и музеј. Емисијата Прашалник со Сонја Рилковска на тема исполнување на препораките од УНЕСКО ќе можете да ја погледнете вечерва на програмата на ТВМ веднаш после дневникот. Прличевци упатија екопорака не сакаат сивило и бетон. Организираа акција за покревање на еколошката свест под мотото «Ние и климатските промени». Третоделенците од ова школо подсетија на совесното однесување кон околината за да се подобрат условите на нашата планета Земја како убаво место за живење. Основците од трето 2 од Григор Прличев упатија еколошка порака. Порача, дајте ни зелено наместо сиво, дајте ни парк наместо бетон. Учениците заедно со родителите и наставничката уредија еколошко катче и организира акција за покревање на еколошката свест под мотото «Ние и климатските промени». Проектот за подигнување на еколошката свест кај најмладите се организира во месец ноември, кој е месец посветен на правата на децата, а со поддршка од Советот на родители и училиштето, кажува Лилјана Евтимовска, директорка на основното училиште Григор Прличев. Децата покажаа дека имаат висока свест преку своите активности, тоа го видовме и испрати една порака до возрастните и возрастните да бидат добро толку свесни колку што и учениците. Проектот подели на неколку катчиња ја постигна целта за да се доближат сите загрозени сегменти од нашата околина поради климатските промени, а за кој главен фактор е негрижата на човекот. Учениците преку акцијата за собирање селектиран отпад, за садување цвеќиња, за прочистување на воздухот, истражување на тема, видови животни, предизумирање, пластиката во океаните и низа активности, презентираа начини како се чува животната средина. Покажаа дека со рециклирање, со зеленило, грижата кон животинските и растителните ендемични видови, како треба да се заштити озонот, како да се чува воздухот и водните површини. Евтимовска напоменува дека од големо значење од рана возраст децата да се воспитуваат во здрав еколошки дух. Многу е важно, затоа и ги превземаме како училиште овие активности, за да секако подигнеме свеста и кај учениците и кај родителите и да испратиме порака на цела средина. Овој проект успешно ја активира свеста и желбата кај најмладите за подобро однесување кон околината, за да се подобрат условите на нашата планета Земја како убаво место за живење. Евтимовска информира дека ќе се работи на еколошка едукација на учениците со слични проекти преку целата учебна година. Меѓународната компанија Слайс го зголемува својот тим во канцелариите во Охрид. Денеска се одржа отворен ден на кој заинтересирани млади луѓе се запознаваа со кариерните можности во продажба кои ги нуди компанијата. Отворен ден за кариера во продажба се одржа денеска во канцелариите на компанијата Слайс во Охрид. Заинтересираните посетители има можност да се запознаат подетално со начинот на работа на оваа меѓународно реномирана компанија, која преку делување во своите канцеларии во Охрид, Скопје и Дебар им помага на мали локални компании во Соединетите Американски држави околу нарачките за нивните производи. Во Македонија компанијата постои 11 години и има вработено повеќе од 650 луѓе. Порастот на бројот на пицерии и продажба на пици налага зголем број на работни позиции кај нив. Затоа организираат отворен ден во Охрид. Граѓаните се запознаа со дел од тимот, од нив добија одлични совети и трикови во продажба и можност да бидат вработени на лице место.
Со цел овој Open Day е зголемување на бројката и отварање на уште еден тим како селс продажен тим во Охрид. Со таа цел нашиот HR тим е тука заслужен за да им објаснат кои се работните обврски, и како би можеле да аплицираат. Со таа цел исто имаме и кратки интервјуа и на лице место има и вработување. Slice не е само кол центар. Оваа компанија работи од маркетинг до сметководство на пицериите со кои соработува. Можноста за вработување во Slice не завршува со овој отворен ден. Ажурирајте ја својата биографија и аплицирајте за слободните позиции. Ги покануваат сите ентузијасти да се придружат и да бидат дел од тимот на Slice. Оглавно бараме млади ентузијасти кои што добро го познаваат англискиот јазик, тука сме ние да им помогнеме во тренинг на останатите работи кои што ќе ги научат и понатаму би биле компетентни и би имале услови за напредок. Slice како глобална тек компанија со над 1000 вработени канцелари во Соединетите Американски држави, Северна Ирска и Македонија, истовремено остварува директна соработка со над 19.000 пицерии во околу 2000 градови низ САД. Во Младинскиот центар Охрид се одржа настан под името Демократско учество на младите во креирање на можности и политики за вработување, организиран од порака Нова Струга. На овој настан младите имаа можност да се сретнат со креатори на политики и да имаат отворена дискусија на теми кои се важни за нив, со фокус на младинско вработување, младинско учество во демократските процеси и кои можности им се достапни. На настанот присуствуваа 66 учесници, меѓу кои представник од Агенцијата за вработување, представник од Општина Охрид и еден представник од Локалната агенција за развој, професори, младински работници и соработници од други невладени организации. Младите дојдоа во голем број со цел на отворена дискусија да ги искажат своите ставови и потреби. На почеток беше одржана презентација за проектот и иницијативите кои се имплементираат на локално ниво од порака Нова. Потоа, представникот од Агенцијата за вработување имаше можност да зборува за младинската гаранција и на крај, преку игра на улоги, се одржа отворена дискусија за демократското учество на младите во креирање на можности и политики за вработување, колку тие се активни на ова поле, каков тип на алатки и програми им се потребни за да се зголеми нивната вклученост во демократските процеси и слично. Во рамки на проектот ќе следат уште неколку настани од овој тип, со цел да се овозможи отворен подиум каде младите ќе имаат средби со креаторите на политики со цел да се чуе нивниот глас и да се мотивираат да бидат поактивни. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Кинескиот претседател Си Џинпинг утрово на средба со канцеларот Олаф Шолц, првиот лидер на групата Г7 што ја посети Кина од почетокот на пандемијата, ја истакна потребата од поголема соработка помеѓу Кина и Германија во време на промени и превирање. Кси на првата средба во живо со Шолц откако ја презеде функцијата канцелар во големата сала на народот на Пекинг, рече дека Германија и Кина како големи влијателни земји мора повеќе да соработуваат во време на промени и превирање, за да има светски мир. Шолц му рекол на Кси дека е добро што се сретнале лице в лице во тензични времиња, истакнувајќи дека руската инвазија на Украина представуваат проблеми за глобалниот поредок, заснован на правилата според репортерот на Reuters, што ја придружуваше делегацијата на Шолц. Шолц исто така рече дека двајцата ќе разговараат за прашањата поврзани со односите помеѓу Европа и Кина и борбата против климатските промени и гладот, како и за тоа како да се развијат кинеско-германските економски врски, како и теми за кои имаат различни перспективи. Американскиот претседател Џо Бајден им порача на приврзаниците на предизборниот митинг да не се грижат бидејќи Соединетите Американски држави ќе го ослободат Иран откако публиката побара од него да се осврне на актуелните протести што се проширија низ целата земја по смртта на Махаса Амини. Бајден зборуваше дека неговите поддржувачи во толпата држат мобилни телефони на кои со големи букви беше испишана пораката Слободен Иран. Иранскиот претседател Ебрахим Раиси денеска изјави дека Иран е ослободен од Исламската револуција во 1979 година, како одговор на ветувањето на американскиот претседател Жозеф Бајден дека наскоро ќе го ослободи Иран.
2 лица се повредени во земјотресот со јачина од 4,9 степени, што денеска ја погоди западна турска провинција Измир и предизвика паника помеѓу населението, соопштија властите. Градоначалникот на Измир објави дека нема извештаи за поголема материјална штета, освен урнато минаре на џамија. Земјотресот со јачина од 4,9 степени со епицентар во областа Буча во Измир се случил утринава во 3 часот и 29 минути по локално време и бил проследен со неколку помали последователни потреси и се почувствувал во околните области. Најмалку 2 лица се повредени при скок од височина, додека во паника се обидувале да ги напуштат своите домови. Земјотресот се случил неколку дена откако Измир ја одбележа годишнината од земјотресот со јачина од 6,6 степени според Рихтеровата скала, кој на 30 октомври 2020 година ги однесе животите на 117 лица, подсетува Американската агенција. Речиси 90.000 жители на градовите Нов Јужен Велс во Австралија се предупредени итно да ги напуштат своите домови поради престојните поплави, кои се четврти по големина поплави во Австралија оваа година. Властите издадоа предупредување за евакуација за градовите Вага Вага, Гунет и Форбс во Нов Јужен Велс. Според метеоролозите, градот Форбс, кој се наоѓа западно од Сиднеј, утре би можел да биде погоден од најлошите поплави во последните 70 години. Во изминатите 24 часа во Нов Јужен Велс спасувачките тимови изведоа 15 операции за спасување на луѓе од поплавените подрачја. Австралија издвои 1,3 милиарди долари за помош на илјадници жители чии домови беа оштетени од поплавите и во некои случаи да се преселат во безбедни области. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.